И во последниот дел од утринското дружење ние ќе најавиме еден прекрасен концерт, всушност годишниот концерт на Мандолинскиот оркестар Скопје, а за таа цел наш гостин е Ерхан Шукри, маестро Ерхан Шукри, добре ни дојде во утринската програма и драго ми е што повторно сме заедно на... Добро утро, добро најдов и се радувам што повторно сум кај вас во студио и така некако пријатно се осеќам секој пат кога ќе дојдам во Алфа телевизија во еден домашен амбиент. Такво е чувството. Браво. Луѓето кои ни се повеќе од 2 пати знаат дека кај нас се е спонтано, лежерно, со една позитивна енергија од рано наутро и затоа и секогаш посакуваат повторно и одново да ни бидат наши гости. Ерхан, веќе се подготвувате, знам дека многу успешна концертна сезона имавте и со Арко, и со Мандолинскиот оркестар Скопје. Кажи ми, кога е точно концертот и дали има се уште влезници? Да, значи јас прво пред да зборуваме за концертот би сакал да упатам честитки до тебе за сето тоа што го работиш и за успешниот концерт што го имаше минатата недела. Така да посакуваме понатаму со вреда успеси, па верувам дека еден ден ние ќе соработуваме, нешто ќе смислиме заедно да направиме. Билат внимава и што ќе посакаш, ќе се може да се оствари, да. Со оглед на тоа дека се познаваме долги години, сме и соработувале во минатото и со мојот татко, така да верувам дека тоа ќе го реализираме во еден ден. Инаку да, за концертот, значи концертот ќе се одржи на 11 ноември во камерната сала во Македонска филхармонија во 20 часот и тој концерт реално е за окружување на целата активност во текот на годината и да, оваа година навистина со Мандолинскиот оркестар многу бевме активни, би рекол дури неочекувано, ќе го споменеме тоа во текот на разговорот. После овој концерт ќе следи уште еден концерт во декември што бевме пријатно изненадени на покана за да го реализираме тој концерт. Концертот, значи, годишниот концерт каде што го правиме во ноември месец е традиционален концерт и секоја година обично се трудиме да биде во ноември и нашите концерти се така наречени еко концерти, бидејќи овој пат публиката што ќе дојде може да дојде со било каков тип на електронски отпад, од истрошени батерии до различен електронски отпад. Тоа веќе неколку години успешно го реализираме заедно со нула отпад и се трудиме да на некој начин влијаеме за нашата околина да биде чиста. Сега актуелно чист град и така натаму да биде го изчистиме градот, но сепак таа свесност треба да биде во континуитет и да појде од индивидуалната свесност дека треба да се грижиме за околината, да тоа ќе влијае и на колективната свест. Инаку оваа година да напоменам дека ние имавме активности со концерти, имавме пролетен концерт со Мандолинскиот оркестар кој го посветивме за Кочани. Покрај тоа бевме во Омиш на Мандолински фестивал во Омиш во Хрватска и одржавме концерт во Загреб и серија на концерти што се одржаа по училиштата каде што таа екосвест ја шириме помеѓу младите деца, младите ученици, младата популација. Така да, овој концерт како за окружување на таа наша работа ќе биде со една нова програма, со премиерни дела што планираме да ги изведуваме, како солист ќе настапи Дарко Багевски на гитара и со него ќе изведеме за прв пат композиција, мислам дека и на Балканот прв пат ќе изведеме таа композиција од италијанскиот композитор Клаудио Мандонико, концерт за гитара и за Мандолински оркестар специјално напишан за таков тип на ансамбл. Покрај тука ќе и сега во весенски денови баш една композиција ќе имаме од јапонскиот композитор Јасуо Кувахара, песната на јапонската есен, кај нас ќе биде македонската есен, се разбира нели дека и кај наша есен таа е таква врнежлива како што е овој период. Тоа е една многу убава композиција и покрај тоа ќе бидат македонски композитори застапени, неодоливиот современ Вивалди и Хачатурјан ние тука ќе биде застапен, големото адаѓе од познатиот балет на Хачатурјан Спартак. И така да уште неколку композиции кои ќе бидат изненадување за публиката. Одлично. Имаме и фотографии од многу ваши патувања, од настапи, од прекрасни настани каде што имавте можност да прошетате заедно. Ајде вака на кратко да ги искоментираме. Да, ова што е на плажа, баш од Омише, тука се спремавме каде што бевме сместени, имавме проба на плажа, мислам многу интересно. Каква убавина, можам да замислам колку било магично. Ова ние од концертот, пролетниот концерт што го имавме во април месец.
И Колку тука сме во Дубровник. Колку членови број оркестарот моментно? Моментално овој млад состав сега можам да речам веќе се членови кои повеќе од 3 години членуваат. Тие се на возраст од 13 до 19 годишна возраст и се веќе носители на мандолинскиот оркестар Скопје. Во моментот се 26 и многу е да се напомене. Каде се овие убави водопади? Ова е во Плитвица. Плитвица. Да, Плитвица. Фантастично. Плитвица, да, и имавме можности да ги посетиме Плитвичките езера. Така да секој пат се трудиме кога и патуваме да посетиме убави места, кога негде гостуваме и да учествуваме на некој фестивал, ова е Загреб веќе. Да, Загреб. Инаку морам да споменам дека обично на годишните концерти не се приклучуваат и постарите оркестранти кои кај нив желбата уште имаат желба за музицирање, но знаеме дека они не може да бидат во континуитет во оркестарот заради фамилиарни обврски, работни обврски, но желбата за свирење постои, така да многу се радувам кога и постарите оркестранти, повозрастните да речам, поискусните, ќе ни се приклучат со младите. И навистина тоа е една убавина кога ќе видите искуство и младост, а младите се тие па што имаат една движечка сила, голем ентузијазам и со голема љубов доаѓаат на пробите и сакаат да свират, што е реткост да се каже. Браво. Ајде ние ваковј разговор да го разбиеме со малку музика, минутка до 2, чисто да ја доживееме атмосферата и сето она кое што го говори Ерхан. Значи, одиме со малку музика и се враќаме пак да го заокружиме разговорот. Еден мал преод музички направивме, чисто да ни биде убаво, денеска е петок. Што слушавме, Ерхан? Тоа е Јохан Себастијан Бах и е еден од најбавите концерти, мене ми се допаѓа, тоа е концертот во Амол за виолина и оркестар, тука е направен транскрибиран за мандолина и мандолински оркестар. Браво. Така да секоја чест на целата група, на овие млади мандолинисти кои што навистина звучат одлично. Во едноминато време, нема да речам не така одамна, бидејќи па и беше одамна кога јас бев дете, секое основно училиште имаше свој мандолински оркестар и многу се полагаше на тоа и се инвестираше и се вложуваше и така натаму. Денеска не е така. Како ги мотивираш овие млади луѓе да ја свират мандолината и да се одржува континуитетот на нови кадри во оркестарот?
Да, па неблагодарно е да се споредуваат времињата, зашто нели секој време си носи своја убавена и свој тек животен, нели. Се менуваат и технологиите, развојот и така натаму. Да, пред многу години и децении имаше секое основно училиште мандолински оркестар и хоровите. Морам да спомнам дека тие беа двата ансамбли носители на секој училиште, поврзана со патронат и со приредби и така натаму. Од тоа време, да кажеме, кога сепак татко ми нели кога работеше, соработката беше взаемна и бидејќи на повик на училиштата го повикува татко ми да соработува со тие училишта и така имаше можност да доаѓаат многу членови и да има извор од каде. Во денешно време, за жал, конкретно за Скопје и останавме само на некои 3-4 мандолински оркестри, што е многу малку. Добро е што имаме соработка со тие училишта, еве се трудиме да соработуваме, да помогнеме за нивно одржување и опстојување, а со тоа уствари правиме и избор на членови каде што доаѓаат во нашиот мандолински оркестар, така да обостран е интересот и се трудиме максимално колку можеме тоа да ги анимираме младите. Јас посебно се радувам што после долго време, затоа бројката што ја спомнавме од 25-6 членови сега што имам, одамна не сме имали таков млад состав што веќе е и носител на мандолинскиот оркестар. Се надевам дека ќе биде мотив нашиот оркестар да и останатите членови што веќе членуваат во осмолетка во мандолинските оркестри да посакаат нормално да бидат наши членови во иднина, бидејќи оркестарот е отворен за секој кој нема желба и сака да свири да мандолина. Се трудиме да ја задржиме таа традиција, бидејќи мандолинскиот оркестар е еден од многуте субјекти што постојат во нашата држава и се навистина од голем национален интерес за самата држава, се културен идентитет на државата. Јас тоа повеќе пати го напоменувам, бидејќи политиката се менува и така натаму, но сепак има некои работи што остануваат, што се вечни, што се вистинско богатство за самата држава и мислам дека тие работи треба да се негуваат, да се даде поголема поддршка, за да можеме да ги задржиме тие работи, бидејќи тие се репрезенти на самата држава. Бидејќи знаете како во светот образованието и културата се слика на една држава. Така е. Што ќе следи наредно после овој концерт? Дали ќе ја заокружите и годината со овој концерт или можеби ќе има до крајот на декември и некои други настани? Да, оркестарот Скопје постои веќе 24 години. В година здравје планираме голем концерт да одбележиме 25 години од постоењето на оркестарот, а на пријатно изненадување пред известно време, некои 2 недели, се јавија од амбасадата на Република Хрватска и ни предложија да направиме божиќен концерт во католичката катедрала наша што е во Скопје. Чинам дека 12 спомнаа терминот дека ќе биде, затоа накнадно ќе објавиме кога ќе биде концертот и многу се радуваме што ќе ја заокружиме годината со еден таков божиќен концерт. Знаеме, Божик уствари е празник каде што сите се обединуваме, сите се собираме, радоста и така надаму, така да е привилегија и чест што амбасадата ни го предложи тоа да го направиме, односно да го направиме, да го организираме тој концерт и со задоволство ја прифативме поканата. Така да после овој концерт не застануваме, веднаш почнуваме со подготовките и припремата на новиот концерт, бидејќи таму ќе треба нова програма да изведуваме во духот на Божик. Така, одлично. Да те прашам колка во олеснување денеска интернетот и можноста да пребараме, да истражиме и да добиеме разноразни верзии на композиции кои што сакаме да ги обработиме, знам дека е далеку полесно во однос на она што го имавме кога бевме деца, кога бевме студенти и така натаму, но колку овие млади генерации го користат интернетот, вештачката интелигенција за да си бидат што е можно подобри во она што го работат. И како професор, ова те прашувам, не само како диригент на оркестарот. Да, со оглед на тоа дека работам во музичко и предавам виолина таму, технологијата дефинитивно е корисна и потребна. Мислам, развојот и вештачката интелигенција сега актуелно што ја зборуваат, ќе се насмеам малку, можеби мајка ми што ќе каже: "Ма што е ова вештачка интелигенција? Каква вештачка ако не е природно?" Па јасно, мајка Шеми е еден најголем бакнеш преградка за неа.
испраќам ова утро. Тоа е мајка на мајките на вистина. Жена која и тоа како балансира помеѓу вас тројца. Големиот Рамадан Шукри, единствената Мерсика Шукри и ти Ерхан кој што си музичко чудо те има на секаде и постигнуваш се. Ама и Кашемија успешно ви диригира. Така нели по дома? Дефинитивно главниот диригент, он е главниот диригент. Така да оди во прилог таа вештачка интелигенција и сета современа технологија, но оди до оној степен каде што нема да се запостави, заборави на природноста, затоа што сепак инструментот, изучувањето на инструментот, сведоци сме на YouTube и така натаму, многу туторијали што може човек да научи инструменти одредени. Но сепак мислам дека живиот контакт на изучување на инструментот не може да го замени ни една вештачка интелигенција. За нас музичарите, посебно вие што сте активни во тоа поле, 24/7, навистина е фрустрирачка оваа технологија која толку многу отиде предалеку. Се избега од природното и се избега од она вистинската уметност, туку се е претворено во роботика. Да. И знам дека тоа го погодува секој голем уметник. Што ќе кажеме на самиот крај, бидејќи тука некаде ги дотрошуваме последните минути, ајде уште еднаш да ја поканиме публиката која што можеби и не го чу почетокот на нашиот разговор. Да, значи концертот ќе се одржи, годишниот концерт на Мандолинскиот оркестар Скопје, ќе се одржи на 11 ноември во камерната сала на Македонската филхармонија со почеток во 20 часот. Јас морам да спомнам дека веќе доста билети се продадени и колку што имам информација, веројатно и при крај може и салата веќе е продадена, што ми е особено драго. Денеска е 7, само уште некој ден има до Сум концертот. пријатно изненаден што ете од вчерашната информација дека имало голем интерес и не знам уште колку билети се останати. На репертоарот што ќе чуеме? Да, значи на репертоарот, како што пред малку споменав, да повторим уште еднашка, ќе го чуеме Недоливиот Вивалди. За мене секој современ во секое време. Тука е јапонскиот композитор Кувахара, италијанскиот композитор Мандонико, Хачатурјан е исто така, ќе бидат наши некои македонски композитори изведени на самиот концерт. Така да верувам дека ќе понудиме една програма каде што публиката ќе биде задоволна. И морам да признам дека овој концерт на Мандолинскиот оркестар Скопје ме радува што за брзо време овие млади членови се ја освободуваат многу брзо програмата. Ете, пролета свиревме оперски арии, да кажеме, сега веќе свириме друга тематика, еден друг сериозен, поамбициозен концерт и верувате, многу се радувам кога оваа млада генерација, јас можеби зборуваме за вештачката интелигенција и технологијата. Ја би рекол дека младиве, веројатно дали времето што го носи се една смарт генерација, каде што можете за многу побрзо време да ги добиете работите. Големи резултати. Тука е можеби би рекол, би осврнал внимание на тоа. Так. Ерхан, поздрав голем до тебе, до сите членови на оркестарот, на Мандолинскиот оркестар Скопје, поздрав и до семејството и јас ќе се потрудам да бидам на вашиот концерт, затоа што знам дека тоа ќе биде празник за сите сетила. Благодарам и се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика. Така, ти благодарам и јас многу.